Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје. Темата која што утрово ја обработуваме е остеопороза, тивка болест која не боли, но последиците може да бидат сериозни. Раната диагноза, превенцијата и индивидуалниот пристап во третманот за пациентите се клучни за спречување на сериозни последици, односно добра контрола на остеопорозата. Кој е во ризик, како навреме да ја препознаеме и дали можеме да ја спречиме. На оваа тема утрово разговараме со доктор Катерина Адамова, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија. Добро утро, доктор Катерина, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, благодарам за вашата покана. Секогаш велам дека е задоволство да бидам ваша гостинка. Да, драго ми е и нам ни е драго што сте ни повторно во емисијата. Размислувавме дали диабет, дали тироидна жлезда, дали паратироидни и ред други работи кои што се во доменот на ендокринологијата, ама одлучивме бидејќи одамна не сме зборувале за остеопорозата, за која што треба почесто да спомнуваме, токму од причина што е тивка болест, не дава симптоми, а прави сериозни последици. Зошто ја нарекуваат тивка болест? Остеопорозата е петта незаразна хронична болест. Болестите се делат на хронични и на акутни. Хроничните болести се тие кои што вршат најголемо влијание врз една држава, врз здравствениот систем. Представува всушност хронична доживотна болест состојба, која што не поштедува, значи, ни раса, ни пол, ни возраст. Не поштедува никого во различен степен. Всушност тоа значи разречување на густината на коската и ослабување на јакоста, на цврстината на самата коска, што доведува до зголемен ризик од фрактура, односно скршеница на коската. И сега бројките секоја година се зголемуваат, за жал. Зошто е тоа? Затоа што животниот век се зголемува и онаа популација која што е повозрастна, таа бројка се повеќе и повеќе се зголемува и затоа ризикот е поголем, затоа бројката е поголема. Се јавува најчесто, иако не секогаш, меѓутоа најчесто се јавува кај повозрастната популација, односно кај жените. Прочитав еден податок дека секоја втора жена во Македонија во тек од животот ќе направи фрактура која што е последица всушност на остеопорозата. Зошто се јавува тоа така? Затоа што остеопорозата во суштина се јавува кај жените после 50-та година, значи штом жените ќе влезат во менопауза, каде што веќе нивото на естроген се намалува и веќе не ги штити жените од остеопороза. А може да кажеме дека е само женска болест или не? Апсолутно не. Апсолутно не. Со тоа што како што естрогените ја штитат коската кај жените, така тестостеронот е тој кој што, да кажеме, ја штити коската кај мажите. Меѓутоа, мажите се во предност затоа што прво се покрупни, самата коска лаички кажано потешка, поквалитетна и треба повеќе време за да се намали незината густина. Втора работа, нивото на тестостерон нивното ниво полека се намалува во однос на естрогените, каде што многу брзо се намалува и затоа остеопорозата и такако може да се јави кај мажите, меѓутоа многу покасно, да кажеме, кај жените 50-та година, кај мажите некаде 70-та година. Така, да. Ќе погледнеме блок реклами, имаме многу што да зборуваме за да објасниме убаво за остеопорозата и како да ја превенираме, што е и најважното, нели, рано да ја препознаеме. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш понив ве очекуваме и вас, почитувани гледачи, со вашите прашања. Со доктор Катерина Адамова, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, зборуваме и обработуваме темата за остеопороза. Причините и ризик факторите. Кои категории на луѓе се под зголемен ризик од остеопороза? Зошто се јавува и зошто се намалува таа густина на коските? Треба да го споменеме оној животен циклус на коските, бидејќи не се исти во текот на целиот живот. Се градат, одржуваат и потоа се намалува коскената маса. Процесот во суштина на коската секогаш велиме дека е живо ткиво. Значи се гради и се разградува. Со тоа што во текот на детската возраст, кога се гради густината на коската, самата коска, бидејќи коската расте, се развива, значи
не е само раст, него и развој, доведува, значи тогаш коскената градба е најсилна со најголемо темпо, за да детето нели може да порасне. Тогаш се во најголема активност коскените клетки кои што се викаат остеобласти. Тие се најактивни. Се гради коскената густина, коскената маса и постигнува одредено плато. Тоа плато е некаде до кај 25-30 година. Тоа е пикот, потоа се одржува плато кое што трае до оној момент кога жената влегува, да кажеме, ако збориме за жена, влегува во менопауза. Во тој процес почнува веќе да доминираат остеокластите. Значи имаме остеобласти и остеокласти. Во детската возраст доминираат остеобластите, потоа доведуваме има една состојба на рамнотежа и потоа почнува да доминираат остеокластите, односно разградбата на коската е поголема од градбата на коската. Во зависност од таа брзина на разградба, зависи и степенот на промена на густината. Дали ќе биде од полесен степен или ќе биде од потежок степен, односно остеопенија или остеопороза. Така, да. Значи, колку ќе се гради коската интензивно до оној период, нели, кога го достигнува пикот, значи дека ќе имаме доволна резерва понатаму во животот. Ова е добро да го знаат и родителите, бабите и дедовците кои што не следат, така велиме, повозрасната популација, ние целната публика, за да ја пренесат оваа информација, дека децата треба да бидат физички активни, треба да биде избалансирана и добра храната и ред други нешта кои што придонесуваат за тоа. Така е, затоа што колку ќе се вложи во коската во детска возраст, толку ќе биде по-добар резултатот во подоцнешната возраст. И навистина најголема, како што споменавте, најголема шанса, најдобар начин за тоа е соодветната исхрана на внесена млеко и млечни производи и физичката активност. За жал, денешните деца повеќе се врзани со телефоните и со компјутерите и со телевизорот, така што физичката активност е многу намалена. Тоа се сепак здрави деца, да се разбереме, меѓутоа во иднина збориме коскената густина, коскената маса ќе биде многу помала. Автоматски ризикот за остеопороза ќе се пројави многу порано отколку да кажеме ако е жена на 50 години или ако е маж на 70 години. Многу порано ќе се јави. Затоа во детската возраст треба да се вложи за да каматата која што ќе собереме во подоцнежната возраст ќе биде многу добра. Да. Споменавте остеопенија и остеопороза. Остеопенија е еден вид предупредување дека може да се случи нешто веќе сериозно со коските, односно намалувањето на коскината густина, а остеопорозата е веќе напреднатата состојба. Така, остеопенијата, во суштина самата коска, како што можете да видите и на сликите, самата коска е градена од гредички, коскички, кои што се гредички, не коскички, гредички кои што се хоризонтални и вертикални. Во текот на процесот на остеопороза, всушност прскаат, се кршат, да го наречеме кршење, тие хоризонтални гредички. Хоризонталните гредички која ќе се искршат, со суштина коската станува попорозна како сунгер. И затоа кај овие пациенти доаѓа до намалување на висината на самиот прешлен. Затоа и кај овие пациенти се намалува, тоа е всушност и првиот знак на дијагноза на остеопороза. Кога ќе дојде пациент и кога ќе измериме висината на пациентот, пациентот знае за една висина, меѓутоа кога ќе го измериме, гледаме дека има намалување на висината за сантим, за 2, ако е сериозна остеопороза која што е касно откриена, дури за повеќе сантиметри. Тоа е една од карактеристичните знаци на остеопороза, тоа е така наречена фрактура, не тоа класична фрактура, едноставно намалување на самиот прешлен. И ако самиот пациент се потпре на ѕид и не може да ја потпре главата на ѕидот, затоа што има грбка, што ја нарекуваат грбка на вдовица, значи тоа е еден карактеристичен ваков една карактеристична положба, тоа значи дека веќе процесот е многу напреднат. И кај овие пациенти всушност на таков начин можеме да ги видиме да предпоставиме. Сега грбката се јавува веќе кај остеопороза, додека висината се јавува кај остеопенија. За да разберат гледачите за што збориме, значи имаме нормална состојба, која нормална нема никаков наод, имаме
остеопенија, каде што имаме намалена коскена густина, затоа што гредичките се веќе скршени, да ги наречеме, и остеопороза, каде што веќе самата порозност, самата коска е веќе изгледа како сунгер. Шансата кај за фрактура, кај остеопороза е многу висока, посебно на колковите и на прешлените. Меѓутоа, да не заборавиме дека шанса за фрактура е голема исто и во состојбата на остеопенија. Не треба да чекаме за остеопороза да се развие. Шансата е помала во однос на остеопороза. Меѓутоа, сепак постои шанса и тука исто така треба да делуваме. Да. И токму кај остеопенијата веќе можеме, ако преземеме нешто, да ја смениме состојбата, како кај дијабетот и предијабет, нели велите? Во состојба на предијабет, ако нешто направиме и преземеме, нема да дојдеме до така. Или ќе се одложи почетокот за добри 10 на 15 години, што доведува до квалитет на живот. Исто е за овие пациенти. Ако го намалиме ризикот за фрактура, сите добро знаеме дека фрактура на колк има голема смртност, има намален квалитет на живот и многу брзо тие пациенти завршуваат летално. За да сето тоа го спречиме, значи треба да делуваме прво во детска возраст, како што рековме, со исхрана и со физичка активност, а треба да влијаеме и во моментот на остеопенија. Исто така, со лесна физичка активност, значи ќе споменеме покасно за физичката активност, во однос на исхраната, значи млеко и млечни производи. Меѓутоа, не можеме да внесеме толку многу калциум и витамин Д колку што би сакале, значи никој од нас не пие литро млеко на ден, ниту пак кило сирење, не можеме толку да изедеме и затоа треба во комбинација со исхраната да се земаат и суплементи дозирани од страна на докторот кој што го води тој пациент. Така, да. Споменавте намалувањето на висината, дали болката во грбот некогаш може да биде знак дека можеби нешто се случува и кои се другите симптоми, или пак долго време може и да нема ништо да не чувствуваме, а коската веќе да почнува да си се намалува. Како што споменавте, тивка болест е ова. Тивка болест додека не се појават првите симптоми. Многу пациенти се жалат на болки. Класично остеопорозата не боли, како што толку многу, можат кога се настануваат промени на оние хоризонтални гредички, дискретно да се јави болка. Не е тоа болка. Болката на која што се жалат пациентите е резултат на дегенеративните процеси на спојот помеѓу коските. Значи, тоа е таа болка. Самата остеопороза не боли. Боли, нормално, кога ќе се направи, кога ќе се случи голема фрактура, или тоа најчесто се случува кај повозрасната популација, која што просто кажано не си ги брои годините и низ домашните обврски знаат да се крене душек. Душек за повозрасна популација е тешко. Да не збориме за каучи, кревет и слично. И може да доведе кај овие коски кои што и така веќе прешлените се малце поднамалени, во момент на таква активност да доведе до компресивна фрактура, значи да се набијат самите прешлини, да се притиснат нервите и тоа итекако предизвикува болка. Значи, сето ова компликации кои што ние треба да ги избегнеме, а многу добро ги знаат, овие состојби многу добро ја познаваат и ортопедите и травматолозите за жал. Затоа апел до повозрасната популација да бидат внимателни. Така е. Покрај својата малце да внесат во својата исхрана повеќе млеко-млечни производи, лесна физичка активност и суплементи на витамин Д и калциум во зависност од дозата ќе зависи од нивото на калциумот и витамин Д. Да, и да бидат внимателни во движењето, бидејќи за да настане таква скршеница многу малку можеби некогаш е потребно. Тоа се пациенти кои што нели имаат и намален вид, така што може лесно да се сопнат. Пациенти кои што на пример имаат висок притисок или имале мозочен удар, па потешко се движат, малку фали да се сопнат и да паднат. Затоа кај овие пациенти повозрастните треба малку адаптација во домашни услови. Најчесто се сопнуваат или од кревет или од тепих. Звучи смешно, меѓутоа често пати се случува и затоа овие пациенти кои што веќе имале таков еден настап обично знаат да ги тргнат теписите од домашни услови. Веќе имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Јас сум пациентка, одев на ендокринологија неколку години, меѓутоа имав остеопороза сосема почеток и докторот не ми даде таблети, рече ајде
пијам повеќе таблети, повеќе врсти и рече да не те преоптавруваме со таблети. Меѓутоа, од тогаш почнав во Куманово да одам на ендокринолог и 2,5 години немам направено снимка за остеопороза. Докторката ендокринолог од Куманово не можам никако да ти закажам, нека ти закаже матичната. Матичната вика, јас не можам да закажам, треба некој специјалист како да дојдам на апарат да се снимам и да можам да проверам што е со мојата остеопороза. Да. Благодарам многу, поздрав до докторката. Ви благодариме и ние вам за јавувањето и токму вака ќе се надоврземе и во дијагностичките процедури дексаскенот, кој што е златен стандард во одредување на гостината. Златен стандард е за дијагноза на остеопорозата, затоа што се мерат најслабите точки, односно прашлените и колковите. Многу пати ме прашуваат пациентите, а зошто вратот, например, докторка, или раката не ми ја снимивте, значи не функционира на таков начин, се мерат најризичните точки. Ако тука е зголемен ризикот, автоматски за другите места е зголемен ризикот. Дексата се препорачува да се направи според протокол, нели, 2 години откако жената ќе влезе во, збориме за жените сега, нели, откако жената ќе влезе во менопауза. Меѓутоа, доколку постои ризик фактор, може и порано. Од ризик фактори може да бидат останати болести, значи може да биде зголемена функција на тироидната жлезда, хипертироидизам, зголемена функција на паратироидните жлезди, значи нема врска паратироидна со тироидна, значи хиперпаратироидизам, може дијабетесот да доведе, посебно тип 1 и многу други заболувања кои што се хронични, како што е реуматоидниот артрит или болести на цревата. За да се, значи, кај овие пациенти, иако се многу млади, може и 30 годишни пациенти, да ги снимиме на дексаскен. И сега, за да ја одговорам на пациентката, значи, начинот да се дојде до дексаскен. Дексаскен имаме, значи, ние на клиника за ендокринологија, на ортопедија, мислам во мајчин дом, ако не се лажам, и во, нели, секако во останатите приватни ординации. Начинот за да се сними кај нас треба, точно е, не може да закаже ниту матичен доктор, ниту интернист, треба да се закаже, ако нема термин со приоритетен упат, кај нас на ендокринологија, па нашиот доктор закажува термин за снимање за да се дојде на преглед на ендокринологија, па потоа така се прави упат за да се направи дексаскен. Спомена гледачката, ако добро јас разбрав, пред 2 години или 2,5 години. На колку време треба да се прави? Ја спомена дека и рекле дека има почетна остеопороза. Што веќе има дијагноза за остеопороза, а се уште не е поставена на терапија, доколку можно да има подобрување ако направила некои промени во животниот стил, што ги споменавме претходно. Меѓутоа, за пациенти кои што има дијагностицирана остеопороза, треба дексаскенот да се прави еднаш годишно. Меѓутоа, треба да се следат, доколку гледачката се уште не слуша, значи треба да се направат и маркерите за остеопороза. Значи не само ќе ни помогне дексаскенот, меѓутоа треба да се прават маркерите на коскена градба и маркерите на коскена разградба. Значи бета-крозлапс и остеокалцин, и треба да се мери нивото на витамин Д, нивото на калциум вкупен и ионизиран и парахормон. Значи сите овие и витамин Д, калциум и парахормони маркерите треба да се земат во комплет, за да заедно со дексаскенот да се направи проценка дали има влошување или подобрување на состојбата. Така што не е само за снимање. А кога и прв пат ќе го направите дексаскенот, треба и овие дополнителни исследувања да се направат лабораториски? Затоа што може да се види дали е активноста на оние клетки кои што ја разградуваат коската, дали е голема таа активност. Ако таа активност е голема, може во моментот нема ни остеопенија, меѓутоа веќе пациентот тргнал во таа насока и треба нешто да превземеме. Резултатите кои што ни ги дава дексаскенот, тука се тие одредени параметри од до, врз основа на кои проценувате, така? Дали е остеопенија, дали веќе одиме кон се гледа Т-скорот, Т-скорот е една бројка, значи нормално е до минус 1,5, а од минус 1,5 до минус 2,5 е остеопенија, а под минус 2,5 тогаш веќе се работи за остеопороза, кој што бара третман. Посебно ако се работи за други компликации, апсолутно бара третман. Така. Како изгледа самото снимање? Веројатно ќе ги интересира оние кои што досега и не го направиле, треба или размислуваат. Само треба да го закажат. Прегледот кај нас иде да се закаже за остеопороза. Значи,
прегледот, снимањето е комплетно безболно, бидејќи пациентот лежи на една подлога, само камерата поминува, него ни допира пациентот, снима, пациентот го поставуваме во одредена позиција, за да најдобро се прикажат прешлените и нозете се поставуваат во одредена позиција да се откријат убаво вратот на бутната коска, која што е слаба точка за фрактура. Во суштина, нашите пациенти тука најчесто прават проблем, тука најчесто кршат и затоа таа снимка навистина ни златен стандард ни укажува во која насока, во кој степен за кој степен на промена на коскената густина се работи. Да. Пред прегледот се мери висината и тежината. Да. Зошто и тежината? Затоа што во принцип пациентите кои што се по тенки, помала телесна тежина, тоа се пациенти кои што и во младоста биле послаби и тие пациенти обично имаат мала коскена густина, така што од самиот поглед можеме во принцип од прилика да кажеме дека се работи пациент со малце повисок ризик за остеопороза. А оние пациенти кои што се покрупни, повисоки, што би рекле потешка коска, тие пациенти имаат помал ризик за остеопороза. Затоа мериме и тежина, а висината ја мериме затоа како што споменавме претходно, заради намалувањето. Многу пати пациентите знаат да се изненадат, ама јас не бев докторка, јас да кажеме 175 сантиметри, доаѓаат 171. Значи, навистина големо намалување на висината. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Ало? Да, ве слушаме. Прво поздрав до вас и до докторката. Ви благодариме. И само сакам да кажам на докторката дека ја имам многу големи болови во нозите. Нозите ме болат, колковите ме болат, буквално коските ме болат. А остеопороза никогаш не сум испитала од причина што немало место, немало термини. Како докторката да ми каже да одам да си проверам таму во Скопје, директно, ако треба и приватно. Да, ви благодариме за јавувањето. Ајде уште еднаш ќе потсетиме и ќе повториме бидејќи е важно да ја знаат патиката и процедурата, постапката за што побрзо да си го направат. Значи болките кои што ги кажа пациентката најверојатно се од дегенеративни процеси, затоа што споменавме претходно, нема остеопорозата не дава такви тешки болки. Сега, значи, пациентката треба да закаже термин или редовен термин или приоритетен упат на клиника за ендокринологија или ортопедија, сеедно, и доктор од кај нас, конкретно можам да зборам за нашата клиника, значи, ќе закаже термин за остеопороза и предпоставувам дека ќе се земе крв за овие маркери кои што ги споменавме претходно, за да добие комплетна слика за оваа пациентка. Тоа е начинот најбрзо и наједноставно. Така, да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами. Дојде време и за вториот блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот по рекламите, но му даваме повторно предности на гледачот. Добро утро, да ве слушнеме. Повелете. Но се исклучи, се надевам дека ќе се обиде повторно. Само да подсетиме доктор Катерина за дексаскинот, рековте на клиниката за ендокринологија, ортопедија и на ревматологија. Да. Значи може кој било доктори на овие клиники да се закаже преглед и потоа да се направи дексаскин и дополнителни како ќе процени нели лекарот оние лабораториски анализи што треба да се направат откако ќе се постави дијагнозата. Почетен, лесен степен, потежок степен на остеопороза, има таква класификација и градација? Начално нели нормално остеопенија и остеопороза е сега може остеопороза како што спомена првата гледачка лесен степен, значи почеток како е минус Т-скорот ако е минус 2,5, да има тоа е на почеток на остеопороза, а имаме пациенти кои што имаат сериозна остеопороза, значи тоа се буквално коски од стакло да ги наречеме, каде што Т-скорот е минус 4. И тоа се пациенти со страшно висок ризик за фрактура и кај нив мора веднаш да се почне терапија. Така, да. Сега веќе го имаме гледачот на линија. Добро утро. Добро утро и поздрав до сите вас во студиото. Ви благодариме. Докторка, јас имам диагностицирана остеопенија има, ама никако да дојдам за скен, односно дексаскен за да направите. Дексаскенот,
да се снимам. Во меѓувреме ја повредив ногата и ми вградија 3 штрафа. Смеам ли јас да се снимам на апаратот? Да, во ред, ви благодариме за јавувањето. Не. Убаво прашање, да. Одлично прашање. Пациентите кои што имаат, например, вештачки вграден колк или штрафови, не може да се снимат на овој апарат, меѓутоа, затоа кај овие пациенти ја снимаме коскената густина на подлактицата. Се става на истиот апарат, комплетно безболно ништо, и тука правиме проценка. Затоа што пациентите кои што имаат вграден колк, вештачки колк, всушност вештачки ќе покаже лажен резултат дека е нормална коскената густина. Да. Тоа е материјал, нели густ материјал, Да. и ќе покаже вештачки позитивен дека е уреден резултат. Значи, оваа пациентка ќе може да дојде на преглед, да се сними, меѓутоа да се сними под лактицата. И тоа ќе ни даде повторно исти резултати како Исто како се снимало целото да. тело, односно Така. оние делови кои што се важни. Меѓутоа, штом направила Да. фрактура, значи Веќе има нешто. пациентката со ризик и ја би советувала заедно со оние крвни анализи да направи една солидна анализа и да биде веќе поставена на терапија. Така. Терапија која што целно индивидуално, нели секогаш велиме Така кон е. секој пациент, ама ако редовно континуирано се применува и со промени во животниот стил и навики, ќе успееме да ја контролираме? Ќе успееме да ја Да ја одржуваме во контролираме, да ја некое одржуваме ниво, да да. не се влошува многу. Дефинитивно исхраната е таа која што на која што можеме да влијаеме. Не можеме да влијаеме на оние пациенти кои што имаат хронично заболување, кои што примаат на пример кортикотерапија. Кортикотерапијата се зема кај ревматоидниот артрит. Кортикотерапија се дава кај воспалителни болести на дебелото на цревата, улцерозниот колит, морбус Крон. Таму се даваат доживотно поголема или помала доза на кортикостероиди, а тоа се состојби каде што не можеме да влијаеме, значи пациентите мора да ја примаат таа терапија, така што кај тие пациенти дефинитивно ризикот е многу зголемен и тие треба да ги се извинувам, тие пациенти треба да бидат поставени на терапија. Така. Да ги слушнеме и следните двајца гледачи. Добро утро. Добро утро. Повелете, ве слушаме. Поздрав до докторката и до вас родителката. Ви благодариме. Вака, јас сум пациентка со остеопороза повеќе години, веќе можеби 15. Од Декса снимкава те скоро имам таму на L3, мислам 3,7. Пијам Фосаванс повеќе години и сега ме интересира. Фосавансот го пијам повеќе од 5 години, не ми е прекинат од докторот. Што, дали ќе има проблем со тоа, зашто сум запознаена дека треба 5 години, па се прави пауза со Фосаванс. Меѓутоа сум до ризик и не ми е прекинат и се интересирам за резултатот што го пијам Фосаванс. Така, добро, ви благодариме. Да, точно. Правилото е да пациентите со остеопороза примаат бифосфонатна терапија 5 години и да се следи одговорот. Меѓутоа, ако пациентот нема одговор на таа терапија, тогаш терапијата треба да се промени. Или треба да се направи пауза, па може да се проба од друг тип на бисфосфонат. Меѓутоа, ако се работи за пациент со висок ризик, тогаш ќе продолжиме со таа терапија. Значи, сепак ако го исклучиме пациентот од бисфосфонатната терапија, во тој случај ризикот за фрактура ќе се зголеми уште повеќе и ќе имаме една лоша ситуација. Затоа лекарот си проценува дека врз основа на моменталната состојба. Комплетно индивидуално е за секој пациент е различно. Секој пациент има различна цврстина на коска, различна густина, различно ниво на калциум, витамин Д, комплетно индивидуално. Да го слушнеме и последниот гледач за утрово. Добро утро. Ало. Ве слушаме. Може ли кај докторката да се јавам? Веќе сте во програма вклучени, докторката ќе го слушне вашето прашање, поставете го слободно. Ајде, кое е вашето прашање? Да, ќе треба да го намалите тонот на телевизорот, ама во интерес на времето, бидејќи сме веќе при крајот, ајде, ќе ве замолам само кратко, ако може да се исклучи гледачот, во ред. Еден припадник на посилниот пол, маш ни се јави за да покажеме дека да, остеопорозата всушност ги зафаќа, буквално може да се јави кај секого. Во поглед на терапијата, доктор Катерина, има ли новитети кои што се
Па во светот применуваат? има во светот има новитети, меѓутоа кај нас тоа се недостапни затоа што 8, 9, 12.000 евра третман годишно од пациент мислам дека е невозможно. Терапијата во моментот е таа која што сме ја споменале, значи бисфосфонатите кои што се даваат, алендронична и пандронична киселина може да се дава еднаш на ден, еднаш неделно, еднаш месечно во зависност од состојбата на пациентот колку може да го толерира бидејќи се малце тешки за желудникот. Понатаму калциум и витамин Д секако и она кое што најмногу делува кај голем дел на пациентите кои што не реагирале на претходната терапија е моноклонално антитело, односно пролијата. Пролијата делува многу добро, многу брзо и баш имам неколку веќе пациентки кои што се фалат дека дури болките малку им се намалеле. Меѓутоа ќе потенцирам, значи тоа се пациентки со страшно голем со страшно голем ризик за остеопороза, со изразени промени, не ризик, туку пациентки со изразена остеопороза, со страшни промени, дегенеративни промени. Пролијата делува одлично кај овие пациентки, со намалени болки можат да функционираат. Меѓутоа мораме да потенцираме дека доколку се прекине терапијата со пролијата, бидејќи таа е на приватно, нели, заради финансиски причини, веднаш после тоа мора да се продолжи со бисфосфонатна, затоа што успехот кој што сме го постигнале со пролијата навистина е импозантен, меѓутоа како што брзо сме го постигнале, ако се прекине брзо ќе падне. Значи да не остане тој пациент после тоа без терапија. Да. На самиот крај сме во збор 2. Може ли колку е важна исхраната, физичката активност и витаминот Д и калциумот? Така е. Исхраната ни е важна во смисла на млеко, млечни производи, колку можеме повеќе, нели? Физичката активност во однос на лесна физичка активност да се стимулира коската, значи да се вежба со 1 килограм на текчиња. Не повеќе за да не се средат дополнително оштетените веќе пршлени. И секако во зависност од нивото на витамин Д и калциум да се титрира дозата кај секој пациент индивидуално. Секако да се вклучи во терапијата и витамин К, кој што овозможува внесување на калциумот, повеќе ги сакаме комбинациите на калциум карбонат и калциум цитрат, заедно со витамин К, да го внесе калциумот внатре во коската, а не да се таложи по крвните садови. Така, да. И важни се сите овие дополнителни суплементи, меѓутоа во големи дози не, и затоа треба така да направиме испитување од што колку ни е потребно за вистинскиот ефект да го постигнува. Точно е, затоа што кај секој пациент е индивидуално, различни состојби имаме, значи ако се секогаш има предозирање, посебно пациентите кои што се со кардиоваскуларни заболувања, големите дози на калциум може да доведат до таложење во оние плаки во зидот на крвните садови, да ја влошат состојбата. Затоа редовно мерење на вкупен ионизиран калциум, мерење на витамин Д и индивидуализиран пристап, затоа што може некој пациент да помине со 1000 единици витамин Д, некој со 2, некој со 4, некој со 5. Тоа е сосема индивидуално. Да. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.